Великденските празници и денот на трудот 1 мај годинава се поклопуваат во еден ист продолжен викенд, па затоа дел од граѓаните празничните денови веќе ги испланирале и резервирале. Некои од нив ќе останат овде и празниците ќе ги поминат меѓу најблиските и во природните убавини на земјава. А голем дел од нив, слободните денови ќе ги искористат и заминат на некои светски и европски дестинации. Интересот на нашите сограѓани е на повисоко ниво во однос на претходните години, затоа што овие два празника, 1 мај и великденските празници, се спојуваат. Така да сограѓаните имаат повеќе денови слободни на кои што ќе можат да се посветат да отидат на некое патување. Годинава туристичките агенции со интересни дестинации и програми. Граѓаните најмногу интерес пројавиле за островот Крф. Првично ќе кажеме до островот Крф во Грција, па потоа Будва програмата со Дубровник посетата, Швајцарија програмата за Швајцарија, Милано, Лугано и Комо и неколку авионски тури. Програмите вообичаено ги содржат посета на атрактивните туристички локалитети, се задржуваме на посета на некои историски знаменитости кои што се секогаш впишани во историјата, се задржуваме на некои природни реткости и убавини кои може да се забележат во одредена држава и сето тоа го склопуваме во една така интересна туристичка приказна која што секој посетител кој би отишол на патување, кој ќе се врати, оваа приказна да му остане така запечатена во неговите сеќавања за еден подолг временски период. Освен овие, топ дестинации годинава се Грција, Шпанија, Италија и Турција. Покрај овие, за време на великденските и правомајските празници и домашните угостители очекуваат целосна исполнетост на капацитетите.